мислење колега за грантовите неповратните средства, но логично се поставува прашањето зашто вие додека ја водевте оваа држава 7 години не обезбедивте такви грантови средства. Тоа е јасно многу и сега се прашуваме за коридорот 8, веројатно ми зборувате за пругата, така? За пругата која што завршува во планина. Сега видите која е разлика. Нема да завршува во планина, бидејќи пред неколку дена се потпиша договор и заеднички со Република Бугарија ќе аплицираме за грант за да можеме заеднички да го пробиеме тунелот. Од друга страна, ете кога зборуваме веќе за некои други проекти од аспект на кредитот од Унгарија, многу невистини се зборуваат, јас ќе упатам на следно. Ете прашајте ги општините, 18 се на број, каде што имате градоначалници, особено, ете некни ве викна, ве видов, вие сте од општина Крушево, имавте таму трибина, прашајте го господинот кој што ја раководи таа општина, дали навистина се реални тие средства или не се реални тие средства. Од аспект на другите средства кои што се даваат на стопанството, тоа на кое што последно го знам, третиот повеќе капитализиран, веќе од прилика 125 милиони евра се пласирани кон општините и мислам дека за кратко време и ако тоа е сигурно доколку се обратите на правилната адреса ќе ви видат на располагање дадени сите податоци, бидејќи ние немаме што да се криеме и ние така на тој начин сме замислиле дека треба да ја водиме економијата и замислете што сметам дека имаме поддршката и од граѓаните и од стопанството. Од аспект на инфраструктурата и за автопатите и за сите тие работи, сметам дека веќе повеќе од јасно и диференцирана е разликата, така да идеите кои што ги имате ние ќе ги слушнеме и се надевам дека ќе можеме барем за 1-4 години да зборуваме за инфраструктура која што е достоинствена. Благодарам. Благодарам. Следен за реплика.